Вака Битолчани вечерва во Скопје го изразија својот револт поради одлуката фестивалот да има своја програма и во Скопје. Непосредно пред свеченото затворање пред домот на Арама со пароли и пораки до организаторите дека фестивалот Браќа Манаки треба да се одржува исклучиво во Битола. Тоа ние собираме подписи на интернет во Битола, имаме повеќе активности, така што ова е кулминација на нашиот револт. Сепак протестите не го поматија сеајот на последниот фестивалски ден, а директорот Томи Салковски пред преполната сала и бројните гости го потврди својот став дека ова е концепција на фестивалот која ќе продолжи во иднина. Да го донесеме филмскиот свет во Македонија, а со тоа да ја промовираме Македонија и филмот од Македонија. Како директор на фестивалот, најодговорно стојам позади овој концепт и ќе го бранам и понатаму. Свечено затворање на фестивалот Браќа Манаки имаше и во Битола. Градоначалникот Владимир Талевски истакна дека од вечерва завршува една фаза и почнува нова историја на фестивалот. Ако сме до крај искрени и чисти, ќе кажеме дека тие прават паралелно затворање, бидејќи затворањето всушност е во Битола секогаш. Во Скопје се доделија и традиционалните награди, бронзена, сребрена и златна камера 300, како и специјалните награди и награди за животно дело, а во Битола се доделија плакети во чест на основоположниците на фестивалот.